13 скопски локали паднаа на тестот при синокешната полициска акција. Двајца малолетници биле фатени со дрога во еден бар. Едни не издавале фискални сметки, а дел од нив продолжиле да работат и по полноќ незаконски, велат од МВР. Инспекторите на терен ноќеска регистрирале неправилности во еден од најлуксузните локали Версаче во трговскиот центар во Мавровка, каде што сопственикот во јануари годинава инвестираше над 600.000 евра за набавка за мебел од италијанскиот бренд. Вчера од 22 часот вечерта до 4 часот утрината беа исконтролирани 24 угостителски објекти на подрачјето на СВР Скопје. Во 8 угостителски објекти е евидентирано присуство на малолетни лица. Приведени се 4 малолетници, двајца за користење на наркотични средства и двајца за утврдување на идентитет. Неофицијално меѓу локалите на кои инспекторите на терен решиле да ги пломбираат вратите е и ноќниот клуб Аристократ, чиј собственик е Александар Василевски Нинџа, добро познат на полицијата по неговото досие, локалот Пивница Капанан во Скопската чаршија. Дел од локалите кај кои инспекторите утврдиле неправилности во работењето при вчерашната акција веќе се пломбирани и запечатени. Нивните врати остануваат затворени во наредните 15 до 30 дена. Останатите локали ги чекаат решенијата кои треба да ги изготват надлежните. Од МВР демантираат дека станува збор за пресметка со неистомисленици. Овде имало класично непочитување на законите. Апсолутно ги отфрлам таквите шпекулации. Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат и Државниот инспекторат за труд постапуваа неселективно, значи се контролираат сите угостителски објекти. Освен во локалите, се кршеле закони на скопските булевари. Од 272 возачи, алкохолизирани возеле речиси половина од нив. МВР најавува почести контроли и полициски акции без привилегии и толеранција за сите кои се ставаат над законите.